Месец и половина е прекинат производствениот процес во рудниците Бучим и Боровдол, заради што околу 670 вработени се во неизвестност што и како понатаму. Превремениот прекин го најавија со образложение дека ќе се врши целосна замена на флот машините, но и дека ќе се гради фотонапонска централа за производство на енергија. Рудниците денове ги посети првиот човек на Стопанската комора Бранко Азевски, за да изворно се информира за проблемите. Како што соопшти од комората, рудниците веднаш би започнале со производство доколку цената на електричната енергија биде по 250 евра за мегават час. Воспротивно, рудниците нема да почнат со производство до октомври следната година. Разговаравме темелно за сите отворени прашања, кои што во оваа криза можат да обезбедат предвидливост и во рамките на Македонската асоциација за рударство, со усогласени ставови и работејќи на политики кои што ќе го одржат овој сектор. Сите предлози ќе ги пренесеме до надлежното министерство и до владата, објави Бранко Азевски, претседател на Стопанската комора по средбата, на која менаџментот на рудниците побарале директна поддршка од владата. Од неработењето на рудниците е загрижен и градоначалникот на Радовиш Ацо Ристов, кој смета дека ова може да биде катастрофа за овој регион, не само заради губењето пари по различни основи, туку и поради можното заминување на стручниот кадар од Радовиш. Најлошата работа што може да ни се случи, одлив на луѓето по цел свет, а тоа ќе се случи, посебно инженерскиот кадар, кои што се едуцирани и сите ќе ги земат на работа, било каде да се, тие нема се вратат никош повеќе. Со тоа ќе се уништи една дејност. После 5 месеци и да сака рудникот и газдата да го активира, ќе нема со кој го. Затоа што тоа не е адиент, да може за 3 дена да обучиш свивачка. Ова се луѓе со знаења, тоа се инженери во рударство, во геологија, во машинство, во електро, кои што се. Времениот прекин менаџментот на Бучим и Боровдол го најавија во август, но не прецизираат до кога ќе трае, потенцирајќи дека вработените ќе бидат платени согласно законските прописи во земјава, при што дел од вработените ќе бидат задолжени за тековно одржување на опремата во рудниците.